Да продолжиме со третата сесија или подмодул на модулот Lean Startup во Премиум Предприемач 2.0. Мал рекапитулар на она што досега го поминавме. Знаете за што станува збор во овој модул. Правите разлика помеѓу стартап и компанија и знаете што представува стартап, односно дека стартапот е привремена организација дизајнирана за да бара повторлив и способен за развој бизнис модел. Како што веќе најавив во претходната сесија, тука ќе стане збор за бизнис модел. Најважната алатка која ќе ја користиме во развојот и тестирање на пазарот на вашиот стартап. Па да започнеме со основното прашање. Што представува бизнис модел? Наедноставно кажано, бизнис моделот дава одговор на едноставно, но суштинско и важно прашање за стартапот. Како компанијата креира вредност за себе преку испорака на производи или услуги за купувачите? Немојте да го мешате бизнис моделот со другите елементи од бизнисот. Тој не е организацијска структура, туку диаграм на сите суштински елементи на бизнисот. Како најсоодветна алатка за таа намена е бизнис модел Canvas на Александар Остервалд. Бизнис моделот се состои од 9 клучни компоненти на кои ќе се базира секој бизнис, па и вашиот, без разлика дали станува збор за стартап или компанија. Но, она што за нас во овој модул е важно е што бизнис моделот ќе го користиме за тестирање на сите тие компоненти со цел да дизајнираме стартап со висок потенцијал да прерасне во успешна компанија. Да ги разгледаме елементите на бизнис моделот, а вие во текот на оваа презентација можете да започнете со скицирање на вашиот бизнис модел. Едноставно, симнете го темплейтот како алатка и се што ќе ви дојде на ум во однос на вашата бизнис идеја и елементите од бизнис моделот, ставајте ги на соодветното место. Слободно притиснете пауза додека да запишете. Ќе напоменам уште сега во старт дека она што сега ќе го правите не е она што ќе бидне основното понатаму. Но оваа вежба ќе ви помогне за полесно да ги поминувате на следните оние модули кои што ќе бидат клучни, односно оние кои што ги напоменав во првата сесија, клучни два модули во кои што ќе бидат дефинирани чекор по чекор активности кои што треба да ги преземате. Но сепак оваа вежба е добро започнување за ваша подготовка. Централниот и клучниот елемент на секој бизнис модел е вредноста и од тука ќе треба да започнете и вие со пополнување на вашиот бизнис модел. Одговорете на прашањето што вие градите и за кого. Едноставно мора да се обидете уште во дефинирање на вредноста, да размислувате низ призмата на оние за кои го градите тоа нешто, односно производот или услугата. Мора да размислувате со терминологија на проблеми или потреба на купувачи, не за технологија и карактеристики на вашиот производ или услуга. Нив тоа воопшто не ги интересира. Нив ги интересира само нивниот проблем и нивната потреба и како да го решат тој проблем или задоволат таа потреба. Сега, стиснете на пауза на видеово и обидете се на темплейтот во делот на вредноста со цртички да ги наведете сите вредносни елементи на вашиот бизнис модел. Производот, потребата, проблемите. Сега за сега, само нафрлајте. Подетално ќе одиме во една од следните сесии на овој модул. Целта е тука веќе веднаш да започнете со дизајнирање на нешто опипливо. Целта е едноставно да вежбате. Следната компонента која ќе треба да ја пополните е дефинирање на купувачите или сегментите на купувачи како дел од бизнис моделот. Едноставно започнете со барање на одговор на прашањето кои се моите купувачи и зошто тие купуваат или ќе купуваат од мене. Внимавајте, тие не постојат заради тоа да купуваат од вас. Секогаш тие може да најдат замена без разлика колку мислите дека вашата вредност е уникатна. Вие сте тие кои што постоите заради нив. И подобро е уште од сега да се однесувате така. Размислете за географски, социјални и демографски карактеристики на вашите потенцијални купувачи. Ако треба, користете и персони на купувачи кои всушност служат за наративно раскажување на приказната поврзана со вашиот купувач. Например, за премиум предприемач, персона на купувач би била. Во овој случај го земам името на тој потенцијален купувач, замислам име Никола. Никола е просечен маж со завршено минимум средно образование на возраст од 19 до 40 години, кој едноставно сака да си ја земе судбината во своите раце. По завршување на образованието работел во фирма X како Y. Сега сака да започне бизнис, но
Тој е свесен за негативните статистики за започнување на собствен бизнис. Знае за ризикот, за можностите да загуби се што заработил досега. Затоа му треба помош, еден вид на консултант кој ќе го води низ процесот на започнување, раст и развој на бизнисот. Ова е една од првите верзии на персона на купувачи за премиум предприемач. Забележувате дека во неа се наведени неколку карактеристики, како образование, старост и возраст на Никола, кој е представник на еден сегмент на купувачи. Едноставно се забележува потребата да си ја земе судбината во собствените раце, но тука се и проблемите како негативни статистики и ризици, за на крајот да се поврзе со решението, консултант кој безболно ќе го води низ процесот. Овој дел тука, значи, веќе е доста изменет во оно официјално што сега го користиме во нашата компанија. Например, имаме додадено дека како дополнителен проблем дека за да има еден личен консултант, тоа се доста скапи услуги и не може да си го дозволи Никола. Затоа му е потребен премиум предприемач кој што за доста пониска сума на пари обезбедува континуирана консултант, виртуелен консултант за него и неговиот бизнис. Добро, сега повторно можете да стиснете пауза и да ги наведете хипотезите во однос на вашите сегменти на купувачи. Слободно нафрлувајте. Значи, допрва ќе работиме во најситни детали на овој бизнис модел. Вашата задача сега е само вежбање. Продолжуваме со третата компонента која ќе треба да ја пополните, а таа се однесува на каналите. Кога веќе ги имате дефинирано вредности и купувачите, сега е време да размислите како таа вредност вие ќе ја доставите до купувачите. Многу е важна оваа компонента на секој бизнис модел, затоа што веќе се поставува директна врска помеѓу вредноста која што ќе треба да ја произведете и купувачите кои што се од другата страна. Одговорете на прашањето како вредноста ќе стигне до купувачите. Дали е тоа директно или ќе користите некој вид на дистрибутивен канал? Дали се тоа физички или виртуелни канали? Например, премиум предприемач е виртуелен канал, додека локално драгсторче користи физички канал. Како ќе ги продавате, односно дистрибуирате производите услугите до вашите купувачи кои претходно ги дефиниравте? Забележувате како едноставно дел по дел ги дефинираме суштинските елементи на бизнисот, односно на вашиот стартап. Сега е време повторно за пауза на видеото и започнете со нафрлување во делот на каналите во бизнис моделот. Добро, продолжуваме понатаму со дефинирање на четвртата компонента од бизнис моделот, а тоа се односи со купувачите. Размислете за следниве прашања и внесувајте ги во вашиот бизнис модел. Како ќе ги стекнете, одржувате и растете купувачите? Каква продажна инка ќе имате? Двострана инка. Размислувај за двострана инка, која што ќе има стекни на една страна како влез, одржи во средина и расти на крајот. Како да стекнам повеќе купувачи? Како, кога веќе ќе ги стекнам, да ги натерам да купуваат повеќе? Како да ги задржам да продолжат да купуваат? Како едноставно да ги зголемувам во однос на бројот кој што ќе го имам како една сума на купувачи? Односно, како ќе го зголемам бројот на купувачите? Сега префрлете се на она што всушност представува резултат на досега креираните елементи на бизнис моделот. Тоа се приходите. Ова е уште еден елемент на вашиот бизнис модел. Следниве прашања размислете ги кога станува збор за приходите. Како правите пари од производи или услуги преку продавање на купувачи? Дали е тоа директна продажба? Дали е трансакцијска продажба? Доаѓа еднаш и кој знае дали повторно ќе се врати да купи уште нешто? Дали е континуирана продажба, например регистрација на веб мобилен канал, со кој што ќе плаќа на месечна основа или неделна основа? Дали имаме фримиум модул, односно започнуваме со бесплатна варијанта и потоа одиме со наплата за повеќе карактеристики? Сега, слободно можете повторно да кликнете пауза и да го внесете сето ова во вашиот бизнис модел. Добро, продолжуваме со левата страна, која всушност ќе ни ги формира трошоците за функционирање на бизнис моделот. Сега ги имате дефинирано вредноста, купувачите, како и начинот на кој ќе ја доставите вредноста до купувачите. Односот кој ќе го имате со нив и начинот на генерирање на приходи во бизнисот. За да се реализира сето тоа, ќе ви бидат потребни ресурси. Клучните ресурси се шестата клучна компонента на вашиот бизнис модел. Едноставно, што е она што ќе треба да го обезбедите за да бизнис моделот функционира?
Што е со финансите? Колку ќе ви бидат потребни? Кои се физички ресурси кои ќе ви бидат потребни во вид на погони, машини, возила за испорака? Кои интелектуални ресурси ќе ви бидат потребни, например патенти или листа на купувачи? Што е со човечки ресурси, како инженери, научници, обучени и вработени? Во однос на интелектуални и човечки ресурси ќе мора да одговорите на прашањето кои се тие клучни луѓе и како, откако ќе ги придобиете, ќе ги задржите, затоа што денес не е лесно да се задржат квалитетни луѓе. Повторно е време за пауза на видеово и пополнете се што мислите дека треба да биде дел од оваа компонента на бизнис моделот. Слободно нафрлите што мислите, повторно напоменувам, во следните модули ќе одиме во најситни детали и ќе видите и конкретни примери и конкретни идеи од самото она што ќе го презентираме како тоа да го пополните. Сега преминување на дефинирање на клучните партнери, на кои ќе се базира вашиот бизнис модел како седма компонента на бизнис моделот. Размислете за следниве прашања пред да започнете со дефинирање на вашите партнери. Кои се клучните партнери и снабдувачи кои ќе обезбедат бизнис моделот едноставно да функционира, да работи? Кои клучни ресурси ќе ги добиеме од партнерите? Кои клучни активности тие ќе ги изведат? Каков вид на партнерство ќе имате? Дали тоа ќе биде стратешка алијанса, заеднички настапи или потфати, снабдувачи, дилери кои ќе продаваат на купувачи и така натаму? Сега повторно внесете ги партнерите врз основа на одговорите кои ги наведовте со овие прашања. Да преминеме на осмата компонента од бизнис моделот, кој што всушност представува клучни активности на вашиот бизнис. Кои се најважните работи кои компанијата мора да ги изведува за да се обезбеди функционирањето на бизнис моделот? Дали е тоа производство или пак решавање на проблеми, или пак менаџирање на синџирот на набавки, или пак сите три, или пак некоја друга активност? Што е клучот на успехот на вашиот бизнис, односно што ќе треба да прави вашиот бизнис за да успее бизнис моделот, односно вредноста да се достави до купувачите. Последната компонента, односно деветата компонента на бизнис моделот се трошоците кои бизнисот ќе ги направи за да функционира моделот. Вообичаено сите елементи од оваа лева страна на бизнис моделот ги представуваат трошоците. Следниве прашања се важни при определување на трошочната структура на вашиот бизнис модел. Први, кои се трошоците за функционирање на бизнисот? Кои се најважните трошоци? Кои се најскапите ресурси за кои ќе плаќате? Кои се најскапите активности кои ќе ги изведувате? Кои се фиксни, а кои варијабилни трошоци? Одговорете ги овие прашања и повторно пауза, ако треба да ставите пауза на видеово, и наведете ги главните трошоци на вашиот бизнис во делот на бизнис моделот. Повторно цртички, ништо комплексно, ништо повеќе во размислување. И сега честито, ја имате првата верзија на вашиот бизнис модел. Завршивте добра работа. Велам добра, а не голема или одлична, затоа што ова е само почетокот. Во следните сесии, кога ќе навлеземе во процесот на развој на купувачи во најситни детали, ќе навлеземе и за сите овие компоненти. Сепак, тие ќе бидат основа на тестирањето како дел од процесот на Lean стартапот. Ние се уште сме во еден вид на воведни елементи на овој модул. Целта на овие досегашни сесии и следните неколку е да ве воведе во процесот и запознае со основните алатки и терминологија која ќе ја користиме, а во меѓувреме да почнете со вежбање и креирање на една драфт верзија на бизнис модел, односно самите да размислувате во пополнување во дизајнирање на вашиот бизнис модел. Понатаму повторно ќе напоменам, сето ова ќе го работиме во најситни детали, ќе го повториме. Во следната сесија ќе продолжиме со тестирање на хипотези.